Почитувани медиуми, слабата реализација на јавното претпријатие Македонски шуми, кој оваа година не обезбеди ниту 20% од потребната дрвна маса, што е далеку од потребната количина ако се земе во предвид дека скоро во државата 50% од домаќинствата огревното дрво го користат како главен енергенс. Покрај тоа што има за цел да ги насочи купувачите кај одредени приватни стоваришта, ја вивна и цената на дрвната маса во плафон, што резултираше со поскапување на цената и на пелетите. Власта и во пелетите виде бизнис, па гледаме како се распродава дрвна маса по цена 10 пати пониска од цената на пазарната вредност за фирми блиски до власта. За истите, потоа да направат пелети и да инкасираат милионски добивки. Почитувани, ова е еден од договорите кој јавното претпријатие Македонски шуми го склучува со фирмата Еколайф Доел за сеча во Свети Николе, фирма која важи блиска до Љупчо Николовски. Со овој договор, јавното претпријатие Македонски шуми продава 3165 метри кубни дрвна маса, по цена за метар кубен од 300 денари за чемпрес и 525 денари за црн бор. Да, почитувани граѓани, добро слушнавте. 1 кубен метар дрвна маса по цена од 300 и цена од 525 денари. За фирма блиска до власта во услови кога 1 кубен метар огревно дрво се продава и по цена над 5000 денари. Доколку власта на вистина водеше грижа за граѓаните, тогаш оваа дрво наместо да се понуди на граѓаните со ниски примања, кои не можат да си дозволат да се снабдат со доволна количина огревно дрво, за полесно да ја поминат зимата, се дава на фирма блиска до власта и Николовски. Но очигледно е дека на власта не е приоритет народот, кој не може да си купи дрва и едва и преживува, туку бизнисот и бркањето проценти. Имено, вкупната цена на дрвната маса од договорот е 1.578.000 денари за 3165 метри кубни дрва. И според пресметките ќе се добијат околу 650.000 килограми пелет. Ако оваа количина ја помножиме со цена од 30 денари за килограм пелет, доаѓаме до сума од 19.500.000 денари. Дополнително, истата фирма има добиено договор за сеча во Делчево за 35.000 метри кубни дрво, со што би се добиле над 7 милиони килограми пелети. Или ако се земе во предвид дека просечната цена на килограм пелет е околу 30 денари, фирмата ќе инкасира на 200 милиони денари. Само со овие два договори, власта овозможува чиста заработка од над 3,5 милиони евра за фирмата Еколайф, која што е блиска до Николовски и СДСМ. Го повикувам јавното обвинителство да отвори случај и да утврди зошто јавното претпријатие Македонски шуми не обезбедило доволно дрвна маса за своите складишта. Зошто реализацијата е скоро 4 пати помало од време кога ВМРО-ДПМН управуваше со власта. Дали за сето ова се крие бизнис со цел вештачки кревање на цената на огревното дрво и пелетите и овозможување на бизнис за фирми блиски до власта? Дополнително, Николовски наместо да бега, да одговори зошто ги остави граѓаните и домаќинствата на самиот почеток од грејната сезона без огревно дрво, а прашање е дали воопшто ќе го има до крајот на зимата. Почитувани, одговорност мора и ќе има. Кога тогаш? Ви благодарам.